Здраво, јас сум Јована Митровска од Виница. Студирам турски јазик и книжевност на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. По повод 21 декември, денот на турскиот јазик, би сакала да објаснам нешто повеќе за турцизмите во Македонија и општо за јазикот. Во македонскиот јазик постојат многу зборови кои имаат потекло од јазикот на турците. Тие во нашиот јазик се останати како резултат на османлиското владење на овие простори. Значи, станува збор за период од 5 века влијание, коегзистенција, преимешање или интерференција. Овие два народа биле заедно доволно долго за да се пренесат едни на други дел од своето однесување и животните навики. Па така можеме да кажеме дека турската култура е се уште присутна во Македонија. Иако последниот турски војник од Македонија заминал пред многу време, овде денот се уште започнува со турско кафе. 500 години заеднички живот, ако можеме така да кажеме, секако дека ќе имаат заемно влијание и претопување и на културата, и на традицијата, па и на јазикот. Кога станува збор за турцизмите, знаеме дека во нашиот јазик ги има над 3000. Некои од нив отпаднале, некои од нив ги чувствуваме како архаизми, а некои се уште активно ги употребуваме, како например кибрит, алва, баклава, кебапче, шекер, боза и слично. Дел од турцизмите ги употребуваме заради стилска обоеност на изразот, муабет, марифет, табиет, адет и слично. Овие зборови се сведоштво за културата, историјата и општеството во кое што живеел народот во минатото. Тие не се никакво зло од кое треба што побрзо да се ослободиме, туку имаат незаменлива стилска улога и вредност. Турцизмите се неразделив дел од говорот на населението на Македонија и едно од најзначајните специфики на македонскиот јазик. Тие помагаат за емотивно и стилско боење на исказот на говорителот, давање шарм и карактер на менталитетот и општествениот живот на поединците во одделни животни средини каде што турцизмите се дел од дијалектот.